Време за дневник на регионалната К1. Денеска православните христијани во Македонија го слават Христовото раѓање Божик. Овој празник е најрадосното случување во христијанскиот свет. По кратките најави се враќаме веднаш. Останете со нас. Православните христијани во Македонија денеска го слават раѓањето Христово Божик. Дежурните екипи на Македонија пат се постојано на терен. Сообраќајот на магистралните и регионалните патишта се одвива во зимски услови. 30 социјално загрозени семејства од Кавадарци добија хуманитарни пакети од локалната самоуправа и други донатори. Дежурните екипи на Македонија пат се на терен и ги одржуваат сите патни правци. Од таму информираат дека сообраќајот на магистралните и регионалните патишта се одвива во зимски услови. Според информациите од Центарот за управување со кризи, се уште не се проводни патиштата кон Иванковци, Клуковец, Раштани, Бузалково и Сопот. Сања Левкова Ангелова анализира на оваа тема. Работата на патиштата продолжува и денеска. Екипи од јавното претпријатие Македонија пат постојано се на терен. Од таму информираат дека сообраќајот на магистралните и регионалните патишта се одвива во зимски услови. Поради силен ветар, видливоста е намалена од Велес кон Лозово. Од јавното претпријатие Македонија пат информираат дека застој во сообраќајот нема од Велес кон Гевгелија, а исто така и во Овчеполието. Прооден е и патот кон село Дреново. Сепак надлежните со препорака до возачите да управуваат со прилагодена брзина и да носат зимска опрема. Според информациите од Центарот за управување со кризи, се уште не се проодни патиштата кон Иванковци, Клуковец, Раштани, Бузалково и Сопот. Екипи од локалните компании се постојано на терен, но ветерот ја отежнува работата, при што овие патни правци се недостапни, информираат од ЦУК. Одитната медицинска служба велат дека во изминатите 24 часа немаат зголемен интензитет на работа. Пациентите кои побарале помош се хронично болни лица, заболени од грип и срцеви заболувања. И лекарите со препорака при екстремно ниските температури, граѓаните да консумираат топли напитоци, да носат топла облека, а хронично болните лица да ја земаат соодветната терапија препишана од матичниот лекар. Христос се роди, на вистина се роди. Овие зборови одекнуваа во црквата Успение на Пресвета Богородица, каде што митрополитот Повардарски и македонски господин Агат Ангел одржа свечена божикна литургија. Христос се роди, на вистина се роди. Со божикна литургија во црквата Успение на Пресвета Богородица велеше ни го славеа Христовото раѓање. Митрополитот Повардарски и македонски господин Агат Ангел чино начелствуваше заедно со свештениците од епархијата Повардарска. Верувам Господи, и исповедувам, дека Ти си на вистина, Христос, Синот на живиот Бог, кој дојде во светот, да ги спасиш грешниците, од кој првиот сум јас. Во сите храмови на Македонската православна црква изутринава се одржаа божикни литургии, а верниците со иста мисла овој празник да донесе здравје, среќа, мир и благосостојба во домовите. Митрополитот Повардарски господин Агат Ангел упати послание до сите христијани за славење на Христовото раѓање со вистински христијански вредности и заедничко пеење на небесната божикна песна.
Во своето послание, митрополитот Повардарски потсети на радоста и христијанските вредности во празнувањето на Христовото раѓање. Дијана Иванова повеќе за ова. На неголемиот христијански празник Божиќ, митрополитот на Повардарската епархија господин Агатангел до сите православни христијани упати Божиќна честитка. Во неа се вели дека ние денес на Божиќ го празнуваме рождеството Христово со голема љубов, искрена радост и благодарност во нашите души. Христос ни го посведочи смирението и Божјата љубов, и истовремено ни овозможи да разбереме колку можеме да бидеме велики и колку е длабока и спасоnosна Божјата промисла. Ние сега можеме да го гледаме светот во кој живееме не како мртов материјал, а како нешто што е повикано да се преобрази и да стане видлива потврда за силата Божја. Во своето послание, митрополитот Повардарски потенцираше дека божичниот период е вистинско време за престанок на омразата и за надминување на сите меѓусебни поделби. Божиќ 2017 нека биде нов почеток во нашите животи. Време е да си подадеме рака и конечно да се сплотиме како македонски православен народ, порача митрополитот Агатангел. Ние сме генерација која треба да ги дополни и да ги изгради новите човечки и житејски вредности, кои ќе ги стави во духовна призница на нашиот македонски народ и со радост и љубов ќе ги пренесе на нашите идни генерации. Во овие тешки времиња за нашиот народ и за нашата татковина, божичните празници и нивната длабока духовна смисла да ги искористиме како одлична можност за собствено преиспитување, преумување и умудрување. Во овие моменти важен е поединецот, но многу поважно е општеството, рече во своето божично послание владиката Агатангел. Со синокешната бадникова вечера, христијаните кои што во изминатите 40 на дена се воздржуваа од конзумирање на мрсна храна, изутринава беа на причест во храмовите на МПЦ. Но од денес ручекот за поголем дел е прво омрсување. За таа цел нутриционистката Цвета Динева препорачува внимателно со внесувањето на мрсната храна. Велишани кои во изминатите 40 на дена се воздржуваа од конзумирање на мрсна храна, изутринава се причестија во црквата Успение на Пресвета Богородица. При мајки Благослов, тие ги завршија божикните пости. Денешниот ручек за поголем дел е прво омрсување. Внимателно со внесувањето на мрсна храна препорачува нутриционистот Цвета Динева. Со вода и овоше до време ручек, значи јас имам дневно чистење на организмот. Тоа би било добро на 10 дена еден ден, комплетно на чистење, да речем дневна свежа храна. И тоа се тие моменти што ги бара нашето тело исконски, да му направиме база киселина во рамнотежа, од една страна, од друга страна, кога правам јас алкализација на моето тело. Тоа значи земање свежа храна. Јас го снабдувам со живот, со ензими. Периодот на адаптирање, вели Динева, ќе биде олеснат ако во исхраната постепено се внесуваат производи од кои човекот во текот на божикниот пост се воздржувал. Препораката е во првите денови по завршување на постот, доминантна храна од животинско потекло да бидат обезмастени млечни производи и нискокалорично месо. Триесет социјално загрозени семејства од општина Кавадарци добија хуманитарни пакети од локалната самоуправа и одредени фирми донатори. Овие пакети се со цел оваа ранлива категорија на граѓани да го почувствуваат духот на празниците. 30 социјално загрозени семејства од општина Кавадарци добија хуманитарни пакети со прехранбени производи за посреќни и повесели празници. Локалната самоуправа заедно со одредени фирми донатори се потрудија на символичен начин оваа категорија на граѓани, побогато во домашен амбиент, да го почувствува духот на празниците. Пакетите им ги додели градоначалникот Александар Панов. Целта прво символично да обзнаниме дека не само на оние кои што им е празник,
и кои што имаат да си приуштат одредени продукти за време на празникот, туку мислиме и за оние кои што навистина тоа го немаат. Добивме список од социјалното во Кавадарци, од лични сознанија мои, од луѓе кои што доаѓале на приемен ден кај мене. Утврдивме една листа од 30 најзагрозени семејства во Кавадарци. Праксата за донирање на хуманитарни пакети се спроведува неколку пати во годината. Сведоци сме дека овие семејства не се заборавени ниту од други институции, политички партии и слично, кои ги искористуваат ваквите денови како повод за да им доделат една мала, но сепак значајна помош за нив и нивните семејства, а поддршката од локалната самоуправа и бизнис секторот, речиси, е секогаш на располагање. Во оваа прилика би сакал да ги спомнам Слогапром, ТД маркети, Минекс маркети и маркети Китго во Кавадарци, кои што дојдоа на мојот повик и кои што се обврзаа да помогнат на овие семејства и денес оваа акција им ја должиме на нив. И со тоа сакаме на некои, барем на 10 фамилии денес, значи ги доставиме до фамилиите, останатите 20 фамилии, или вкупно негде над 30 фамилии кои што ќе бидат опфатени со оваа акција. Еден од моите предлози ќе биде и на наредната седница да помогнеме на што е можно повеќе други фамилии. Како што соопшти Панов, на наредната седница ќе донесат одлука финансиските средства кои што требаше да бидат наменети за дочек на нова година да ги искористат за доделување на хуманитарни пакети на уште повеќе социјално загрозени семејства. За оно што е сработено во 2016 година во Кавадарци, како проекти на локалната самоуправа, вечерва во информативната емисија Отворено за говори градоначалникот Александар Панов. Тој се осврнува на планираните активности за оваа 2017. Продолжува изградбата на кејот на реката Луда Мара, но ќе започне и проектот за изградба на аквапарк и многу други, вели градоначалникот Панов. Приоритет ќе биде прво да го доградиме кејот на реката Луда Мара до Брушанскиот мост, нешто што го ветив и тоа е еден од приоритетите. Остана уште неколку стотина метри до Брушанскиот мост и мислам дека кавадарчани ќе имат уште продолжено катче за прошетки, за велосипед, за добар воздух, еден вид шеталиште за сите оние кои што сакат малку на почист терен да прошетаат и да уживаат во глетката, бидејќи навистина тоа е еден од во моментот според мене најдобрите катчиња во градот каде што може да се релаксира, нели освен градскиот парк. Во наредниот период од 2017 година планиравме уште 2 или 3 згради да направиме фасади, тоа го работиме заедно со Хабитат. Веќе имаме нарачано студија за градскиот базен, според која што треба да најдеме партнер за да изгради аквапарк. Во минатиот период имавме таква студија, меѓутоа на повикот не се јави буквално никој. Беше критикувана таа студија од многу луѓе, од советниците, од страна на бизнис секторот и заради тоа се одлучивме да нарачаме друга студија. Продолжуваме со вестите од Македонија. Домашните животни да се чуваат затворени во шталите, да им се обезбеди соодветно за солништа, доволно храна и вода. Ова се препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство до стачарите при екстремно ниските температури. Околу 68,5 килограми марихуана пронајдоа царинските инспектори на граничниот премин Блаце. Агенцијата за храна и ветеринарство со препораки до сточарите при екстремно ниските температури. Домашните животни да се чуваат затворени во шталите, да им се обезбеди соодветно за солниште, доволно храна и вода, да се внимава на хигиената во објектите и редовно да се чисти ѓубрето и да се заменува валканата простирка со нова. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, доколку не постои можност животните веднаш да се засолнат, привремено може да се употребуваат кебиња или друг вид прекривки, но треба да се внимава во секое време да бидат суви.
Одгледувачите на животни за зимските месеци треба навреме да обезбедат вода и храна во количини доволни за задоволување на потребите и на животните не треба да им се дава смрзната храна. Треба да се следи и здравствената состојба, тие почесто од вообичаено да се посетуваат и набљудуваат, а животните кои даваат млеко да се измолзуваат редовно во вообичаените интервали, наведува агенцијата. Одгледувачите доколку имаат потреба од совет или е потребно да се изврши некоја интервенција, да бидат во контакт со ветеринарните служби. Агенцијата напоменува дека помалите, младите и болните или повредени животни се категории на кои треба да се посвети посебно внимание. Повеќе видови животни релативно добро ги поднесуваат ниските температури, но при појава на екстремен студ проследен со силен ветер, интензивни врнежи и наноси на снег, препораките треба да се земат предвид, наведува Агенцијата за храна и ветеринарство. На граничниот премин Блаце царинските инспектори пронајдоа околу 68,5 килограми марихуана при контрола на комбе во специјално направен бункер. Како што соопшти Царинската управа, завчера околу 22 часот и 30 минути на Блаце на влез во Република Македонија било запрено комбинирано комбе патничко и товарно со хрватски регистарски ознаки, управувано од БК хрватски државјанин. При преглед на возилото со царинско куќи и рачен скенер помеѓу задните седишта и делот наменет за товар бил пронеден специјално направен бункер каде биле сместени 39 опаковки со различна големина, обвиткани со стреч фолија, исполнети со марихуана со вкупна тежина од околу 68,5 килограми. Осумничениот БК изјавил дека дрогата ја набавил од лице од Република Албанија со намера да ја транспортира преку Македонија со крајна дестинација Германија, а за пренесувањето на марихуаната требало да добие парична награда. Цената на западноевропскиот пазар за каде била наменета за пренетата марихуана се проценува на 200.000 евра, додека во малопродажба може да биде и двојно поголема. Против сторителот, Царинската управа ќе поднесе кривична пријава за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори до надлежното јавно обвинителство, а сторителот ќе биде изведен пред надлежен судија на претходна постапка. Снежното невреме и силниот ветер вчера предизвикаа сообраќајни несреќи во Србија, со повеќе десетици повредени и застој на автопатот Ниш-Белград, додека на Пештирската висорамнина се блокирани околу 10.000 луѓе. Снежното време предизвика проблеми во Турција, Албанија и Полска, каде поради ниските температури од студ починаа 10 лица. Вестите од светот. Поради екстремно ниските температури во последните 2 дена во Полска 10 лица починаа од студ. Според Полскиот центар за безбедност прво биле пријавени 7 мина починати поради замрзнување, а подоцна се регистрирани уште 3 лица. Од 1 ноември па досега вкупно 53 лица починале од хипотермија. Студениот бран доведе и до смрзнување на одредени региони, а температурата се спуштила и до минус 14 степени. Во Турција снежните врнежи го блокираа Истанбул, околу 500 авионски летови се откажани поради лошите временски услови, а во прекин е и водниот сообраќај. Во текот на ноќта снежната покривка во Истанбул достигна до 40 сантиметри и предизвика хаос на патиштата поради граѓаните кои сакале да заминат од градот за време на викендот. Слична е состојбата и во Албанија. Големите врнежи од снег предизвикаа проблеми во сообраќајот, особено на главниот автопат кој ги поврзува североисточниот дел на земјата и главниот град Тирана. Проблеми поради снегот има и во градовите Корча и Валона.
Доналд Трамп и официјално стана избран председател на Соединетите Американски држави, откако Американскиот конгрес ги потврди гласовите на електорскиот колегиум. Конгресот го потврди и изборот на Майк Пенс за подпредседател на САД. Во текот на броењето на гласовите на заедничка седница на двата дома на Конгресот, демократите истакнаа низа забелешки, но тие не беа прифатени, пренесуваат американските медиуми. Со ова и официјално е потврден резултатот од гласањето на 538 електори, според кои Трамп освои 304 гласа од електорите, а Хилари Клинтон 227, и покри тоа што таа добила речиси 2,9 милиона гласови повеќе од американците. За победата на председателските избори на Трамп му беа потребни 270 електорски гласови. Трамп и Пенс за клетвата на новите функции ќе ја положат на инаугуративната свеченост на 20 јануари. Продолжува променливото облачно и многу студено време со засилен северен ветер и температура која утре наутро ќе се спушти до минус 22 степени. Времето денеска ќе биде променливо облачно и многу студено со засилен северен ветер. На места ќе провејува и слаб снег. Температурата ќе се движи од минус 13 до минус 6 степени. Да ги погледнеме деталите. Ви благодарам за вниманието и за крај на сите верници кои денес го слават Христовото раѓање. Редакцијата на К1 телевизија им посакува среќен Божик, а овој празничен дневник ќе го завршиме со Божикината литургија од митрополитот Повардарски македонски господин Агат Ангел. Од мене пријатно. Вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносущен на Отецот, преку Бога се стана, кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек, и беше разнат заради нас по времето на Понтиј Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небото, и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава, да им суди на живите и мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој живот твори, кој изходи од Отецот, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот, и кој говорел преку пророците. Во една заповедна соборна и апостолска црква исповедувам небно крштение за простување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Верувам, Господи, и исповедувам
дека ти си на вистина Христос, Синот на живиот Бог, кој дојде во светот да ги спасиш грешниците, од кој првиот сум јас. Уште верувам дека ова е самото Твое пречисто тело и ова е самата Твоја честна крв. Затоа ти се молам. Помилуј ме и прости ми ги моите прегрешенија, волни и неволни, направени со збор или со дело, со знаење и незнаење, и удостој ме неосудено да се причестам со Твоите пречисти тајни за простување на гревовите и за вечен живот. Амин.